Најпрво би сакала да кажам дека денеска, 5 јуни, е светски ден на заштита на животна средина и општина Куманово одбележува низа активности по повод овој ден. Во основното училиште Браќа Миладиновци денеска учениците ќе имаат можност да одберат фасада, која како идејно решение, која беше една од предлог мерките на форумите што самите граѓани ја одбраа да се реализира во рамки на проектот Справување со загадување на воздухот, кој е финансиран од Кралството Шведска и кофинансиран од општина Куманово. Инаку самиот проект е имплементиран од UNDP во соработка со Браќа Миладиновци и општина Куманово и секако нели и Крстем и Сирков. Зашто е одбрано токму училиштето Браќа и Крсте? Браќа е носител на проектот, меѓутоа и Крсте тука. Дали поради бројноста на учениците и кои ќе бидат ефектите од реализацијата на овој проект? Така. Пред се дадовме приоритет на Браќа и на Крсте, затоа што е најголемо училиште во општина Куманово, мислам од аспект на број на ученици кои го посетуваат. Се работи за 2500 ученици. Исто така, тука со оваа мерка, која ќе биде превземена реализација на нова енергетски ефикасна фасада, добиваме целина од целосно енергетско ефикасно училиште, бидејќи имаме енергетски ефикасен кров и енергетски ефикасни прозорци. Во рамки на овој проект, покрај овој проект кој што беше изгласан на форумите, што ќе се дореализира за намалување на аерозагадувањето, со кое сега моментално не сме соочени, меѓутоа за кратко ќе дојдат зимските месеци. Така, одделението за заштита на животна средина во општина Куманово работи согласно програма во која се предвидени нели мерки за справување со аерозагадувањето. Ова година е реализирана мерката субвенционирање на клими, инвертер клими. Меѓутоа се работи на дополнително и други мерки, како што се гасификација, паралелно одделението локален економски развој ЛЕР работи на проект за УНОПС, со кој многу од училиштата се гасифицираат. Исто така можам да споменам како доста ефикасна мерка е субвенционирање на приклучок на газ и останати мерки, аеросолизација, која беше спомената и од научната фела дека е добар пример кој може да го споделат и другите општини кои дават доста добри ефекти.